Колеги, почитувана јавност, на дневен ред е извештајот на Европската комисија за Република Македонија за 2021 година, во која се опфатени сите поглавја кои што се секојдневие на граѓаните кои што ги засегаат токму нив. Во резимето на извештајот стои дека во однос на политичките критериуми државата ги продолжи своите напори за зајакнување на демократијата и владење на правото преку достапност до клучните и законодавните прашања. Во поглавјето 23 правосудство и фундаментални права за 2021 година има оцена 2 или одреден напредок. И го гледавме извештајот на Советот за јавни обвинители за 2020 година пред извесен период, исто така и извештајот на Академијата за јавни обвинители и судии за 2020 година. И намерно ја земам во предвид 2020 година и ќе ви ја кажам мојата суштинска забелешка. Ако за 2020 година имаме оцена 4, кога во Советот за јавни обвинители се одржувале тајни седници за избор на јавни обвинители и нотирано е дека се незаконски и нетранспарентни постапките, 2020 година, кога јавни обвинителки подметнувале изјави за одредени судски процеси, 2020 година е година кога се донесе новиот закон за јавното обвинителство, кој беше најавен како реформски закон во знак на препораките за реформи во судството. И покрај нов закон за јавното обвинителство, се уште јавните обвинители немаат доволно ресурси и услови за работа, а за ефективноста на јавните обвинителства говори констатацијата на Државната комисија за спречување корупција, дека од 165 иницијативи за кривично гонење, само 3 завршиле на суд и јасно укажаа дека треба да се зајакнат капацитетите на јавните обвинителства. Но јас сметам дека не се пресудни само капацитетите и ресурсите, туку желбата за справување со корупцијата. Кога се има волја, се е можно. За жал, не може да имаме напредок во основни човекови права кога притворот се уште се користи или се злоупотребува за дисциплинирање на политички неистомисленици. Дури во извештајот на народниот правопранител е забележено дека имаме дури 90% зголемување на преставки поднесени до него од граѓани во делот на слобода и основни човекови права. Тоа е сериозен показател колку се граѓаните незаштитени. Во делот на слобода на изразување, сосема јасен показател беше Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Имаше дефиниција за навреда во која се вели дека ќе се одговара за искажано негативно мислење, па го повлекувавте и така натаму. За вакви состојби во судството и јавните обвинителства, кои најдиректно влијаат за слободите и човековите права, имаме низа скандали, нефункционалност и неефективност и затоа оценката за 2021 година е 2. Односно, од 4 во 2020 падната е на 2 за 2021 година. Понатаму, во резимето на извештајот стои дека опозицијските партии останаа активно вклучени во собранието и во одредени случаи ги поддржаа клучните закони поврзани со Европската Унија. Моето прашање, токму за оваа констатација, е дали мнозинството во собранието е доследно на својата задача и одговорност, бидејќи многу пати немавте кворум на работните тела и на седниците. Плюс, во најавата на власта за транспарентно и инклузивно носење, ние имаме 45 до 50% донесени закони на брза лента, со флагрантно кршење на процедурата од деловникот и злоупотреба на европското знаме и за закони кои не се усогласени со европското законодавство. Ова е нотирано и во европскиот извештај, бидејќи носењето на закони, и тоа многу закони со брза постапка, немаат ефект врз животот на граѓаните, бидејќи нема имплементација на самите закони во било која област. Има забелешка дека собранието сериозно потфрлува во надзорната функција на извршната власт, но како секојдневно присутен пратеник во собранието, чинам дека намерно се предизвикува хаос во собранието, каде имаме денови кога се закажани и по 7-8 седници на работни тела, некои во исто време, со што физички е неизводливо да бидеме присутни на истите. Но ни се ускратува и можноста за ефективна дебата за многу важни закони на комисиите и со тоа се ослабнува ефективноста и на собранието, а уште помалку да се спроведе надзорната функција. Во многу поглавја провејува дека во голема мера имаме усогласување со европските закони, но реалноста е сосема нешто друго. Граѓаните не живеат поевропски, напротив, живеат уште посиромашно и се уште повеќе обесправени. Тука ќе се надоврзам на здравствената криза со пандемијата. Замислете во поглавието заштита на потрошувачите и здравствената заштита 5 години поред имаме оцена 0. Што е најстрашно според мене, ако како приоритет
не е животот и здравјето на граѓаните, тогаш ние не можеме да зборуваме за било кое друго поглавје. Оваа оцена 0 има директен ефект врз смртноста од короната во нашата земја, поради која сме 5 во свет по смртност. Знаете зошто е ова? Бидејќи пандемијата ја откри целата нефункционалност на институциите. Кризата започна со недостаток на заштитен материјал за здравствените работници. Замислете, оние кои беа во првата борбена линија со ковидот беа незаштитени и изложени директно. Потоа се соочивме со недостаток на протоколи, недостаток на вакцини и почнувајќи со погрешна кампања за вакцинацијата имаме најмал процент на вакцинирани граѓани. Се соочивме со недостаток на кревети во болниците, недостаток на кислород во болниците, немање ПСР тестови или граѓаните добиваат термини за ПСР тестови во други градови. Немаше агенции за испитување на дидимери, која анализа е скапа во приватните лаборатории. Па така граѓаните си беа оставени сами на себе да се снаоѓаат со прескапи анализи и како велат, кој ќе преживее ќе раскажува. Во поглавието за животна средина и климатски промени имаме оценка 1 или мал напредок. Област директно поврзана со здравјето на граѓаните. Во периодот кога Европската Унија ги зголемуваше средствата за животната средина, кај нас се намалуваа. Па во најава на зелена агенда, кога прашувавме за конкретни проекти во програмата за зелен развој на Комисијата за финансирање и буџет, немаше одговор од власта. Во поглавието за образование и култура имаме оценка 1 или мал напредок. Пандемијата се пречека со нефункционалност во образованието, бидејќи не профункционира најавуваната помпезно национална платформа. Потоа се проба да се спроведе криминална дигитализација на учебниците, која е со 0 реализација. Што всушност се случуваше? Наставниците држаја онлайн настава од студени училници, бидејќи немаше парно, а од друга страна 40.000 ученици останаа без можност да следат настава, бидејќи немаа компјутери, лаптопи за да се вклучат на онлайн настава. Со тоа беа оставени најмалку 2 генерации на ученици да останат неписмени, што сериозно ќе влијае на еднината на државата, на пазарот на трудот и така натаму. Во делот на јавната администрација имаме оцена 2 или одреден напредок. И не може да има напредок кога во последните 5 години имаме вработување на нови 32.000 лица. Па нели велевте администрацијата е гломазна, пренатрупана и дека ќе се кратат непродуктивните трошоци. И ова не е моја перцепција. Ова се официјални податоци на Државниот завод за ревизија. Не би ги анализирала сите поглавја во интерес на времето и колегијалноста, но сакам да ја споменам просечната оценка за годишниот напредок во извештаите на Европската комисија, која е прикажана на диаграм на кој се забележува сериозен пат од просек 2 во 2020 година на 1,52 во 2021 година. Тоа е сериозен и алармантен показател во која насока се движиме ние како држава. Значи да резимираме, 4 кризни состојби во нашата држава се показател за целосен крах на државата, нефункционалноста и силна поларизација во општеството. Точно е дека треба да се залагаме за функционирање на законите, бидејќи за жал имаме култура на неказнивост и последици од владењето на авторитативни популистички лидери, за што ви укажа и председателот на државата на годишното обраќање токму тука, во собрание. Секоја критика ја што ја упати, всушност, треба да се свати како добронамерна, дури и во делот на надворешната политика, каде што јас посакувам и барав и на Комисијата за европски прашања, да се реши во духот на европските принципи. И кога претходно ја слушав дебатата на колешката од СДСМ Лидија Тасевска, прво добив впечаток дека е претендент за председателка на форумот на жени во СДСМ, но од друга страна сакам да ви укажам дека вие како влада, всушност, сте крајно штетни за родова еднаквост со се што спроведовте во државата. Полошо влијание врз родовата еднаквост во државата од оваа власт на СДСМ и ДУИ нема. Показатели се бројот на министри, показатели се што немате ни кандидатки за министерки. Така да, пред да се пофалите, согледете реалната состојба, затоа што розевите очила не ви помагаат реалноста да ја смените. Граѓаните го кажуваат ова, така да кога ќе искажувате во иднина, припазете малце на вокабуларот. Ви благодарам. Благодарам. Тука ја прекинувам седницата.